Почитувани, добра вечер, добре дојдовте во уште една анализа на телевизија 24. Во играта топло-ладно во македонско-бугарските односи се чини дека сме повторно во фаза студено, после последните изјави на домашните политичари и актери во целата ситуација. Се чини дека тешко ќе се постигне договор до крајот на годината, иако и премиерот Заев, па и германската канцеларка Меркел пред неколку дена кажа дека сепак тоа е можно. Затоа ќе видиме што ќе се случува, но ние вечерва ќе разговараме за овој македонско-бугарски проблем, за тоа како се одвива, дали владата има добра стратегија во справување со целата ситуација или можеше да се игра и поинаку. Наши вечерашни гости се Зоран Иванов, долгогодишен новинар, и Љупчо Пренџов, пратеник од партијата Гром. Добра вечер. Добра вечер, благодарам поканата. Иванов, да почнеме со вас. Станавте вие сакајќи или не сакајќи дел од проблемот, бидејќи бевте и на официјално ниво прозвани од министерката за надворешни работи на Бугарија Захариева, дека ширите говор на омрза според неа. Потоа владата експресно ве смени од управниот одбор на Македонската информативна агенција. Од надзорниот. Сега, после овој известен период, ова ви е прво појавување во јавност тогаш, сега после известен период, мислите ли дека сепак може би требаше да се извините на Захариева, па и на Дора Бакојане за постот? Не, тама работа. Иначе не би го напишал постот, го напишав сосема смислено. Искрено сакав да ја здоболем малку, за да почувствува што значи кога таја напредува, навреди цел еден народ, цел еден македонски народ и продолжува да напредува, кога вели дека нема македонци, никогаш немал. Или според признанието и на министерот за евроинтеграции македонски, кој станал од средбата кога му рекла така наречени македонци. Значи тоа се навреди. Не знам зошто господјата или господица, што не знам, се почувствува навредена. Прво тоа беа метафори. Ќе ме подсетите на постот на некој од нив. Јас не можам да ги кажам вака сега во јавност баш. Не, тоа не се однесува само на неа, генерално. Кучка е карактерна особина. Немам намера да ја навредам, но може така сум ја проценил во тој момент. Фригидност е една состојба на нечувствителност. Свршување, тоа е задоволство на нешто, нели, од нешто. И мислам дека тоа што и мене ме погоди лично и како човек, со таква страст таа дама тоа го кажува, ужива да потенцира дека нема македонци, дека никогаш не постоели и така натаму. И мислам дека луѓето кои не се во состојба од тука да и возвратат на некој начин, да и речат сестро, чекај малку сега, нели, еве тука сме, ние сме живи и здрави, нели, македонци сме, легитимирани секаде во светот, и во Обединените нации, и со јазик и така натаму, оставете историјата на страна, таа со цела страст продолжуваше да ужива во тоа да потенцира дека нема македонци и мојата реакција беше таква како што беше. Но за Бакојани, да, слично се погодив 2008 година во истиот хотел во кој престојуваше грчката делегација и тогаш, кога и таа рече не е на Македонија, заедно со цела грчка делегација, вечерта во хотелот отворија виски тука во фојето со еуфорија, со страст, со радост, затоа што некому, на некоја држава, на некој народ, на некои граѓани му рекле не, нели? Ако тоа не е таква возбуда и се изговара со таква страст, мислам дека мојот пост е, не знам, најблаго речено, сладкоречивост, но да не бидам погрешно разбран, јас имам како владин чиновник подпишано кодекс за однесување и бидејќи именуван од владата, очигледно сум го прекршил и го прекршив тој кодекс, бидејќи тоа така се разбира, нормално дека бев разрешен. Но ако тоа бар малку придонесе на одмрзнување на таа фама во Бугарија што владее, каде што
институционално постои едно генерално не за Македонија, едно негирање на нацијата, па дури на државата, ако сакате. Еве, нека е таа мој мал придонес, тоа мало зрнце песок кој може да го помести тој блок. Иако како се движат работите, не верувам во тоа, но се надевам дека ако ништо друго на оваа млада министерка за надворешни работи на нашата соседна земја, барем во биографијата како еден од поголемите успеси во дипломатија ќе остане тоа дека успеала во Македонија да смени некој владин чиновник од некој 17-ти ред нели на позиција. Да, добро. Во однос на ова што се случува последно во преговорите со Бугарија, тоа е дека вчера владата го назначи екс-премиерот Владо Бучковски за специјален представник на владата за бугарското прашање за преговорите. Пренџов, тој потек гледам најдена осуда од опозицијата. Вие сте и дел од опозицијскиот блок. Зошто е спорно Владо Бучковски да биде представник за Бугарија? Прво, работата е малку подлабока. Со именувањето на Владо Бучковски, прво се бајпасира Бујар Османи, второ се покажува еден целосен неуспех на преговорите со Бугарија. Само сакам да потсетам јавноста дека преговорите со Бугарија започнаа на 2 август, на ден Илинден, кога народот празнува, го потпишаа договор за добрососедство, а сега во завршна фаза влегуваат и влегоа во екот на корона пандемијата, додека граѓаните практично спасуваат жива глава од ова што ни се случува во општеството. И многу е помалку важно што Владо Бучковски е назначен, иако неговите ставови за Бугарија ние ги знаеме уште од 2013 година, тој не се срами да ги каже. Отолку повеќе што денеска прочитав изјава од еден друг поранешен премиер кој што вели дека тој Бучковски и Денко Марески биле авангарда во општеството. Тоа е сосема ирелевантно за македонската јавност, тоа е сосема ирелевантно за македонската држава. Она што е важно е тоа што граѓаните се излажани по кој знае кој пат во Република Македонија со она што требаше да го смениме името за да влеземе во Европска Унија. 2 години потоа гледаме дека не можеме да влеземе во Европска Унија. Практично политиките на оваа влада предводена од премиерот Заев доживува едно фијаско на јавна сцена. Јас мислам дека договор нема да се потпише до 8 декември, не дека Заев тоа не го сака, туку тоа се надевам потоа кога разговараме и други причини. И согласно тоа што ни се случува во Република Македонија, кога ќе видиме целата општествена атмосфера по сектори, образование, правосудство, здравство и така натаму, ќе видиме дека единствената работа за која што владата зборуваше беа почетокот на преговори со Европската Унија и кога сега ќе видиме дека за жал не можеме да ги добиеме тие заслужени и посакувани преговори, единствено кое што ќе може граѓаните да го констатираат е тоа дека царот е гол и дека премиерот практично после ова ќе нема било каква игра на политичката сцена во Република Македонија. Затоа за мене е сосема релевантно кој ќе биде нов преговорач, сосема ирелевантно, преговорите се неуспешни, договорот е нефункционален и нашата влада и бугарската влада го читаат на свој јазик. Тоа значи дека тој договор нема никаква правна важност и тоа го кажуваат меѓу редови и бугарскиот премиер и македонскиот премиер. И на крајот на денот, она кое што е најважно и она кое што не е добро е тоа што грешките на владата, ароганцијата и самоумисленоста на оваа владеачка структура на крај ја плаќа народот, како и сите овие 30 години уназад. Народот е тој кој што ќе тапка во место, народот е тој кој што ќе се враќа назад и народот е тој кој што ќе не може и понатаму да врзува крај со крај и ќе нема практично цел која што ќе го води во едно подобро утре. Добро, Иванов, гледам дека сакате да одговорите на Не, делот ова е, јас го разбирам, ова е политичко предоаје и Пренџов е од опозиција и нормално дека ќе искористи секоја можност вака и на јавен настап да го каже тоа од таа позиција. Но прашањето е што нуди сега, што нуди опозицијата. Јас се плашам ќе ме ставите у опозиција, јас да ја бранам власта, немам намера, власта сама ќе се брани, но бидејќи вие сте од опозиција, очекува и власта и граѓаните, бидејќи постојано на народот се повикуваме, што нуди ова. Ако не чини тој договор, каков договор треба? Што можеме ние во оваа ситуација да направиме со Бугарија, освен да останеме на преговарачка маса, да преговараме до крај, шансите да не ги испуштиме, макар тоа и за јота само сме имале една, толку е единствен ставот во Бугарија и толку ригиден кон Македонија, не е од сега. Тој став не е нов, вие го знаете, и кога бевте
и како партија кога бевте во влада со Социјалдемократскиот сојуз. Не сме биле никогаш во власт со Социјалистичкиот сојуз. Добро, председателот Во беше, коалиција мислеше ни сме се биле. едно. За партија правиме улица. Но утре може ќе бидете во влада со Социјалдемократскиот сојуз. Па може да бидете, ќе има избори, ќе се наредат така коцките. Вие сте релативно мала партија, главно од центарот, а малите партии од центарот, знаете подобро од мене, пледираат секојаш да бидат тоа јазел кој би можел да формира власта. Но не и се, друга ми е темата. Значи, што опозицијата може да понуди сега на власта? Ке речете, арогантна е власта, не кани на, нели, не ги кани на разговори и така натаму, не дава информации. Но ние, сега ќе зборувам за ВМРО-ДПМН, како најголема опозицијска партија, откако, не сакам да речам од 90-тите години наваму, но таа остана кај неја една матрица на едно не. Ова што го прави Бугарија, што ни го правеше Грција со децении, внатре во Македонија, кај ВМРО-ДПМН не беше за Обединетите нации под ФИРОМ, не беше за рамковниот договор, не беше за Преспански, само да завршам. Не беше за Преспанскиот договор, не ви се обраќам ван како на гром, говорам за опозиција генерално, каде што и вие аплицирате сега на некој начин. И сега постојано критикува и ова со Бугарија преговориве, пред тоа бойкотирам, нели, поддржуваше и така натаму, со Преспанскиот нели? И која власт, еве, гром нека е најголема партија, како можеш да седнеш да разговараш со некого кој од старт најавува дека нема конструктивност, дека нема муабет, едноставно терани и нет. Јас, например, сега и ова околу собранието. Точно е дека власта со 61 и 20 пратеници не може да обезбеди ниту реформи, ниту елементарно мнозинство во парламентот. Еден пратеник запкео заболи, не дај Боже за ковид и такви работи, нема мнозинство. Тоа значи власта мора да најде начин да соработува со опозицијата. Но од друга страна тоа го очекуваат граѓаните, така чувствувам. Но од друга страна опозицијата треба да излезе да поддржи тоа што е за поддржување, за да можат граѓаните да и веруваат, да критикуваат тоа што е за критикување. Замислете сега со ова протестиве. Ја мислам дека и самите не знаат зашто протестираат. Добро, да не ми ги попросите сите прашања, ги имаме посебно, да. Завршувам. Например, контрапротестите во македонската демократија ги измисли ВМРО-ДПМН. Може ли сега, заради тоа што блокираат собрание, нема мнозинство, да излезат стечајците, овие културни работници кои очекуваат по 100 евра помош, нели, пензионерите, овие со пониски примања, да направат контрапротест на нивните протести. Не, значи не е тоа решение, тоа сакам да кажам. Да. Добро, ако може да се навратам, бидејќи многу работи беа нафрлени, ништо не беше објаснето. Јас го почитувам многу господинот Иванов, затоа се запишал вака неколку дела, ќе почнам од позади, господин Иванов. Прво со 61 пратеник, влада не се формира, тоа го знаеме и вие и јас и господинот Ризвановиќ, и власта требаше да знае дека доколку оди на ИНЕ ти формира влада со 61, дека ова ќе се случува. Не може во една држава да власта и опозицијата бидат во помалку од 1% разлика, власта да земе се, да покажува ароганција, да мисли дека тоа во собранието ќе помине туку така. Јас не сум поддржувач на било какви блокирања на било што во оваа држава, бидејќи и нас не е во интерес да ние го кажеме нашиот став и тој продре да што е можно повеќе граѓани. Но ароганцијата на опозицијата е таа која што доведе до оваа работа. Тие не сакаат да седнат на маса со нас и да кажат да направиме на широка коалиција, широка влада, која што ќе има поддршка од 118 пратеници или од 100 пратеници во рамки на собранието. Јас не ве прекинував, немаше понуда од сама таква. Не, дали имаше понуда од опозицијата, тоа прашувам. Господине, само да завршам. Ќе го објаснам и тоа. Запишете си. Значи, таква понуда немаше. Сега сам одлучи дека треба по оваа држава да му даде на ДУИ, да врши репресија врз нас како опозиција и да очекува дека тоа ќе биде нормално. Тоа не е нормална ситуација. И потоа да изноѓаме еден куп изговори зошто ова било вака и зошто ова било така. Само бендисаноста и ароганцијата на СДСМ со генерации, што е умислена, а не е реална, е причина зошто собранието е на ова дереже. Понатаму, зборувате за матрица на опозиција. Не, за една партија зборува, да бидеме прецизни. Добро, еве јас за 90-те години што било, не знам, вие знаете многу подобро од мене, јас зборувам за сега. Оваа година коалицијата Обнова на Македонија во периодот на мај-јуни, кога се разговараше дали ќе има избори, дали ќе нема избори во јуни или ќе бидат во јули или можеби во август, рековме да отидеме сте заедно ки председателот Пендаровски и да заземеме силен државотворен став, да бидеме единствени во однос со преговорите со Бугарија. Стево Пендаровски тоа го прифати и рече дека не може да го стави тој лично
точка на дневен ред, бидејќи господинот Зоран Заев не сакал за тоа да разговара. Значи, тогаш и понудивме рака, ајде да седнеме како бугарското општество, да бидеме обединети, бидејќи целта за Европска Унија декларативно е заедничка, а де факто во собранието на Република Македонија, опозицијата е европската опција, а власта е обично тендерашко-профитерска опција. Понатаму зборувавте за мала партија. Господин Иванов, вие сте многу искусен човек, многу разбирате, многу сте поминали. Знаете дека не постојат мали и големи партии, туку постојат мали и големи идеи. Од една мала партија може да дојдат многу поголеми идеи, неголи од големите политички партии. Потоа зборувавте за договорот дали чини или не чини. Јас договорот не сум го коментирал кога се потпиша, не сум имал прилика. Но денес гледаме дека и премиерот на Македонија и премиерот на Бугарија се согласуваат дека договорот го читаат на два различни јазици. Го гледаат со други очи исто напишано. Тоа они сами да си кажуваат дека договорот е нефункционален и бараат нов договор. Затоа, доколку ние сакаме да заличиме еднаш на сериозна држава, треба да сватиме дека кога имаме овакви судбоносни времиња, кога треба да влегуваме во Европска Унија, кога имаме здравствена криза, дека ние мораме по определени прашања да функционираме заедно, а не Заев да ни кажува нема што да се гледам со вас, не сте вие релевантни, и јас Македонија ќе однесам во Европска Унија. И дај Боже да беше така. Дај Боже ние да не бевме релевантни, а мислите на крај дека кола да се движи со 200 и удира во зид. Тоа е за случува на Република Македонија и повторно ќе повторам. Заев и неговото семејство, вака жаргонски кажано, се танкирани. Народот нема што да прави. Имаме 52.000 отпуштени работници. На 150.000 луѓе во приватниот сектор им е намалена платата, бидејќи фирмите помалку привредуваат. И повторно народот ќе отрпи ова не на Бугарија и нивната ароганција и така натаму, така натаму. Добро, ова бе одговори, јас сакам да полемизираме околу историскиот контекст ќе дојдеме до тоа. Само Само сакам ова да се навратиме, бидејќи сметам дека треба да одговориме на ова конкретно. Го имав ја нели како прашање и Пренџов го наметна. Навистина, дали е подобро да имаме единствен државен став по ова прашање, бидејќи очигледно дека Бугарија има. Таму и власта, и опозицијата, и претседателот, и собранието се, како што денес кажа од нивната историска комисија, монолитни по ова прашање, додека овде гледаме разногласи. Сега, само господин Иванович, оставам по да треба ме прекинувам. Она што направи Зоран Заев во интервјуто за БГНЕС. Добро, ќе дојдеме до тоа, ќе дојдеме, во контекст на одговорот на господинот Иванов. Тој што направи? Тој за бугарски вкусови даде премногу малку, ти очекував многу повеќе да каже, а премногу кажа за македонски. Кога немате вие власт и опозиција здружени за овакви клучни прашања, ни се случува тоа. Извинете што ви земав дел од времето. Само две работи. Се уште нема понуда и вие се уште не кажавте што правите во опозицијата, кои се вашите решенија и насоки. Но не се. Оставам тоа, градете ставови таму, можеби во некоја друга прилика, со мене или без мене во некоја дебата. Прво треба да знаеме, ова со Бугарија не е ново, не е од сега. Ова со Бугарија се влече од Асном навам. Ова со Бугарија, негирањето на македонците, на македонската нација, на македонскиот идентитет и така натаму, точно дека имаат единствен став. Ние не може на тој единствен став таков. Ако ние се земе исто така единствен став, ние можеме да речем не сте во право и тука приказната ќе заврши. И ние уште подлабоко ќе се закопаме. Бугарија е сега внатре. Јас го памтам времето, бев новинар уште во старото радио, а околу широката коалиција имам црно на бело јас неколку текста напишано веднаш по изборите, дури и пред изборите, бидејќи резултатите беа приближно на анкетите како ќе се развива. Ја тогаш бев за голема и денеска сум на некој начин, затоа што опозицијата треба да се стаи на шините за да ги решава работите заедно со власта која нема барем 70-75 пратеници. Но не се, да се вратам на темата. Таму имаше една академичка покојна е се веројатно, Цола Драгојчева, тоа времето на Цола Драгојчева го памтиме ние повозрасните. Беа бранови кампањи против Македонија, против македонство и така натаму. После доаѓањето на Тодор Живков на власт, тој живковизам не се ослободи општеството бугарско, тоа не се ослободи ни една актуелна бугарска политика во однос на Македонија и македонското прашање. Мислам дека таму тоа е еден институционален блок. Значи сите институции денеска некој генерал во цивилна една телевизија на негово денешно или вчерашно интервју
генерал активен на бугарската армија, вели кај да е, ќе дојде брзо време кога ќе се пее на български од Бургас до Охрид. Значи тоа е уште една провокација. Тоа во време кога се прават напори Македонија барем некој прозорче да се отвори за да може да почне некакви преговори со Европската унија, од таму уште потврди ставови доаѓаат. Значи од таму сега ние во оваа ситуација, јас бев искрено да кажам голем оптимист дека сепак Европска унија, европски вредности, Бугарија членка на Европска толку години на Европска унија, дека нешто попримиле. За разлика од многу таму интелектуалци, граѓани и така натаму кои мислат поинаку, кои почитуваат и македонци, кои знаат, кои не ги интересира историјата, нели? Но власта е толку единствена и толку бетонирана во тоа, дури мислам дека после таа декларација во парламентот таа и самата не знае како да излезе. Од таму доаѓа сега и омразата. Мене само едно не ми е јасно и тоа не можам да го разберам. Значи, ова што го прави сега и актуелната бугарска власт, и власт и опозиција, само прави уште поголем разлог да има меѓу народите, уште повеќе македонците да не ги сакаат, условно да не речам да ги мразат бугарите, затоа што чувствуваат една голема омраза од источната страна од таа држава кон Македонија. И вие, ако сте пријател, ако први сте не признали, ако нешто сакате, треба да најдат начин, нели, за да се релативизираат тие релации. Овој став на Бугарија, мислам дека може само да го промени со сила меѓународната дипломатија и мислам дека е крајно време, ако сакаат Македонија навистина во декември да почне преговори, да најдат некој да најдат некој патокас, нешто, се одлагање од нова година, мислам дека Македонија ќе треба да си се подпре малку повеќе самата на себе за собствените реформи. Како би го искоментирале, вие го спомнавте пред малку, премиерот Љупчо Георгиевски на нашата телевизија зборуваше, тој вели дека треба малку да се погледне и во нашиот двор, особено во поглед на историјата. Тој вели дека отворено зборува за тоа со децении назад, дека има некои работи во нашата историја кои сепак не биле добро представени во однос на Бугарија. Например, спомна на тоа дека никогаш не се спомнувало во нашата историја дека бугарска војска сепак влегла кога се ослободувала Македонија и Југославија. Во тоа време, вели, тоа е грешка. И друга низа работи за луѓе кои тогаш се декларирале како бугари и така натаму. Георгиевски вели дека и кај нас има малку грешка во тој спор. Што мислите за тоа, да го искоментираме? Видите, тоа што го кажува прошлиот премиер, нема што коментирам, тој така си мисли, така си зборува. Демократија е. Но кој е историскиот контекст за ние да дојдеме некаде до 44 година? Прво, ако направиме анализа, ќе видиме дека со руско-турските војни од 1828 и 1829 година, кога Русија влегува на територијата после Дунав на кај Бугарија, да дојде до Одеса, до Грција, има документи во кои што врховните војсководци на бугарските чеди кои се бореле за руското царство тогаш, на своите војници им велат дека може да додат по Осоговските планини до горе Царев врв и Руен и дека наваму не смеат да дојдат бидејќи тоа не биле нивни земји. Тоа е еден дел за кој што има докази. Вториот дел кој што е многу интересен е тоа што во 1876 година во Бугарија се дига априлско востание. Тоа априлско востание било со цел ослободување на Бугарија од турското робство. Тоа е крваво задушено. Според списите се вели дека некаде околу 30.000 бугарски четници биле брутално заклани и било задушено тоа априлско востание. Следната година, 1877 година, од Русија почнува нова руско-турска војна, која што имала парола да ги ослободиме христијаните на Балканот од турското робство. Тогаш руската држава влегува кон Турција и тогаш завршува, знаеме како одел работата во Турција. Многу е интересно, многу е важно тоа што руската држава практично и прави држава на Бугарија, онаа позада Сан-Стефанска Бугарија, ама не да биде толкава, туку да биде основ за пазарење со големите европски сили. И кога ќе видите кој нив им направил држава и кога ќе видите што се случува во овој балкански контекст, јас понекогаш се прашувам дали можеби во оваа приказна има некој друг, бидејќи нема логика вие да барате да негирате било какво малцинство затоа што со пописот кој се спровел од 25 декември до 25 до 31 декември 1946 година во Бугарија се произнесле 160.641 за македонци во Пиринскиот дел на Бугарија. Ние како држава
дека постоиме од 44 година и тоа било кои македонски политичари кои што јале леп од овој народ треба да им биде срам и арам тоа да го зборуваат, бидејќи сите историски факти го зборуваат спротивното. И кога ќе каже господинот Иванов зошто ние дипломатијата требало да помогне, па господин Иванов, ние немаме дипломатија, ние немаме држава пријателна на Македонија во меѓународните односи. Немаме. Едноставно никој не сака да седи со корумпирани политичари. Дали вие знаете дека последната билатерална средба на премиерот Заев со друг премиер, освен од соседството, на членка на Европската унија е пред да избие аферата Рекец. И јасно за да имаме ние меѓународни пријатели, ние имаме стратешки партнер. Ние македонците мора да разбереме дека сме мала држава и дека тоа јас согласувам со господинот Иванов што го зборува дека ние мораме да имаме партнери кои ќе бидат гарантор за нашето постоење. Од 44 година до 90 година гарантор за постоење на Македонија била Југословенската федерација. Од 90 година па се до ден денешен гарантор за постоење на македонската држава се Соединетите американски држави. И затоа јас го почитувам ставот на Филип Рике кој што вели дека сите прашања билатерални треба да си ги решаваме со Бугарија и дека тоа не треба да биде пречка за евроинтеграции. Ама овие од Европа знаат за кого си имаат работа во Македонија, знаат која влада имаат, лани им кажаа не, бидејќи не само што беше Франција проблемот, туку имаше многу други држави кои што ведега сме многу корумпирана држава, одека ние имаме сериозни проблеми и господин Иванов, знаете како, има некои работи кои што, иако некој интелектуалец, обштественик, човек разумен сака да ги одбрани, ова што се случува во Македонија од власт е неодбранливо. Само кратко дозволете да ми одговорите. Да. Сега да бевте вие во позиција на власт, а не во позиција на опозиција, ке констатиравте дека Македонија има никаква дипломатија? Дека никогаш немала дипломатија? Зошто не Или ќе го констатирам? премолчевте тоа? Зошто го премолчам? Ние до сега 15 пати власти се менувале во Македонија во овие 30 години независност, така? Значи ни една не успеала да направи дипломатија. И сега вие сакате се да концентрирате на овие 3-4 години. Пред тоа имавме 13-11 години, пред тоа имавме 104, пред тоа имавме уште 4. Дали вие имате искрен, чесен пристап на влада која што на вистина сака да направи добро за граѓаните, или имате влада која што едно им зборува на странците, се и се што им ветува, а по тоа ништо не се реализира и е крива опозицијата. Добро, не е коректно малку која амнезија да не фаќа од позиција на која актуелна сме, така и си ги структурираме нашите ставови, но окей, тоа си е ваше, вие си го носите ризикот бидејќи. Не, бидејќи. Вајов, не се ради за ризици. Јас сум сигурен дека и вие и јас и мислиме добро на Република вие Македонија. зборувавте- Ама факт е дека Да. ни ветуваа дека ќе имаме Европска Македонија. Вие- Факт е дека ни ветуваа членство во Европската унија. Никој не треба Факт е дека ни не, ветуваа дека со брат му Бојко го потпишале договорот, дека се разбрале се и дека идентитетот ни е бетон. Пренчо. Факт е дека ни ветуваа дека само името е проблем на оваа Пренчо, држава. сега- Народот верува во Точно, тоа, веруваше точно, народот во тоа. точно, И името сега е што проблем. излезе господин Името Иванов, беше проблем. царот е гол. Епа гол е, зошто е гол? Не, сега ќе ви кажам, точно е, името беше проблем, се реши името. Се реши Така? името. Ама со Бугарија беше прво завршена работата. Не, вака се. На 25-30, вака се, господинот Зоран Заев. Значи дали некој од Прв работен ден на Илинденска му беше на 1 јуни 2017. На 2 август го потпиша договорот со Бугарија и да убедуваше до вчера дека ние ќе влеземе во Европска унија, дека Бугарија нема да прави проблеми. Чекајте, па тоа беше услов. Кој за беше да почнеме услов? преговори со Европска унија, да имаме договор. Епа нели имаме договор. Да ве прашам, вие немаше да потпишете? Па имаме договор, сега треба Бојко Борисов да го прашате и Румен Радев. Јас да го Што се прашам. случи? Па вие од политиката, еве власта Еве, нека јас го од праша. политиката ви кажам, значи, може ли, господин Иванов? Договорот е само рамка. Сакам друго да Согласувам, кажам. само Вие- ево од политиката, пошто веќе пати ме прозивате. Ева, Не ве прозивам вас. Не, окей, Јас само говорете. рекол за позицијата од која Еве- сте. еве мојата Значи, ако нема позиција, дипломатија, еве- и вие еве треба да мојата носите позиција, товарот како политичар точно. што немаме дипломатија, нели ако е тоа така. Вака. Јас мислам дека имаме дипломатија. Еве мојата позиција како пратеник. Највисоко законодавно и политичко тело во Република Македонија е собранието на државата. Бидејќи ние сме представничка демократија. Граѓаните бираат пратеници, Добро, и? а потоа собранието бира влада. Значи не бира владата нас. Добро, и? Ние во собранието до ден денеска немаме никаква информација до каде се преговорите, што се случува со Бугарија, дали ќе има датум, дали ќе нема датум, кои се кочниците, дали само Бугарија е кочничар, дали можеби Холандија се уште е против Албанија, а 17 држави членки се против одвојување на Македонија и Албанија. Сите тие Ние имаме прашања, многу за зборување. како Тие пратеници- прашања се должни да додат во собрание. Они нас не игнорираат. Ароганцијата им е на максимално ниво. И како јас, еве јас сум од политиката.
да ви кажам, за овие... Јас очекувам сите општественици на чело со новинари и уредници да побараме што се случува овде, ова не е За нормално. овие забелешки може треба на водителот да му се обраќате, но се едно, Не, да разговараме, еве не. јас ќе ви кажам, прашањата што ги поставувате и како опозиција се легитимни. И ние граѓаните сакаме да знаеме до каде се преговорите. Но дипломатите велат кога ќе дојде време ќе дознаете, нели? Уште се преговара. Така, ама не разбирате, вие, Значи, господин Иванов, вие не, како знаете, граѓани на оваа сами држава, спомнавте за дипломатија. гласате за пратеници, Значи, вие не гласате за амбасадори, се не согласувам, гласате за но- министри, но гласате за не- пратеници. Но знаете подобро од мене, нема јавна дипломатија во вака суптилни работи. Кој ќе дојдат до некои граници, до некои Ама на полоси, крај тоа се излегуваат информира. работи, тако се тајни. Па сега. Еве, на пример, Да. сега, уште една реченица, пошто они викаат дека ние сме биле Титова творевина. Во 1946 година, некаде септември месец, Тито и Ранковиќ одат кај Сталин заедно со Ѓорги Димитров и Коларов, мислам дека се викаше министрот за външни работи, и разговараат 4 точки. Тогаш има пишани документи тие стојат. Ѓорги Димитров Пиринска Македонија практично ја нуди на Југославија, бидејќи таму биле грото македонци. И тогаш Сталин вика не прво ќе им дадете вие автономија, културна и така натаму, а потоа ќе видиме што ќе правиме, и го запира тоа. Добро, тоа е бугарската Околу аргумент. исто, не е бугарски. Бугарската Ова се- се тајната дипломатија ми го зема. Бугарската ме власт сега потсети. вели дека Тајната таа- дипломатија на крај излегува се. Таните документи стануваат и јавни, и ова е јавен документ. Сакам господинот Иванов да ми одговори на ова прашање во однос на тврдењата на Љупчо Ѓоргиевски. Мислите ли дека и нашата историографија има тука некој проблем во однос на представувањето на политиката кон Бугарија? Сигурно дека има, но ние не сме во ситуација и мислам дека нашиот почеток за преговори со Европската Унија, ако се бавиме, ако се занимаваме со историјата, вие раскажавте убава приказна и тоа е Не е убава. приказни, ја факти зборувам. И факти нека Не се. се Тоа е приказни. убаво. Од тука и митови има и многу вистини, многу невистини, многу фалсификати, многу различни толкувања и така натаму. Нас не ни е тема историјата. Нас воопшто не ни е тема историјата. Господин Иванов, не релативизирајте. Ние, Јас не, не- вака сега. Ние сме не- држава легитимна, признаена од 44-та и сме држава од 91-та како самостојна во Обединетите нации. И тоа е тој факт. Ако се враќаме во историјата, нема да решиме ни едно прашање. На Балканот има многу историски вистини, многу историски лаги. Едно ќе кажам, зошто мислам дека не треба да навлегуваме и ова Љупчо Ѓоргиевски што коментирал, не сум го гледал тоа интервју, дека лошо се толкува. Па Тоа факт. се тие негови стари познати ставови. Сигурно неминовно, не само кај нас, и во Бугарија, и во Србија, и во Црна Гора, не знам, во секаде, каде ќе отворите историја, имате конфликт. Дефинитивно. Ако ние сега се враќаме на историјата, например, јас од некој мој аспект, нашата комисија, нашиот дел од комисија образовна историска или историско образовна, како се вика, мислам дека погреши, по мене, убеден сум, погреши што ја навлекоа да разговара за историски прашања. Таа е историска комисија, но може фино да се договорат цивилизацијски, европски, да ги видат учебниците, дали има навреди, дали има фашизам, фашисти, докаде може да се употребува, дали тоа важи за денешниве генерации, зошто да ги обскруираме денешните бугарски генерации или тие денешните македонски и така натаму. Тие термини треба да ги оставиме на историјата, историчарите, има експерти, има институти. Не се архивите само во Скопје, во Софија, не знам, во Белград, во не знам каде, во Тирана. Архиви има и за Втора светска војна, и за Прва светска, и за Прва балканска, и за Втора балканска, и во Лондон, и во Париз, и во Москва. Се истражуваат и тие. Ние може како сакаме да толкуваме историјата и да се ставиме на својот не полосек. е така, една Само историјата, уште ова посебно завршувам. по- Но ние треба, мислам дека и нашата комисија и нашата дипломатија, што вели Пренџо, мислам дека треба да ги игнорира историските прашања. Мене ако ме прашате, јас тука го поддржувам Љупчо Ѓоргиевски на некој начин што сака да ја релативизира историјата. Затоа што почетокот на преговорите со Европската Унија се перспектива за идните македонски генерации. Ако се занимаваме со историја, ние ќе ги осудиме и идните историски генерации, тука ќе атрофираме на Балканот. Да, добро, Ако може само да околу историјата многу важно е да не релативизираме, бидејќи историјата која се случила пред 3000 години може да е митови, може да е се живо и диво, ама историја од 50-та година, 40-та година не се Да, добро, релативизира. морам да ве прекинам, бидејќи мораме да направиме пауза за реклами. Тука сме со тајмингот и ќе продолжиме веднаш со емисијата. Останете со нас, продолжуваме за кратко.